Демикисар или Железник се вика Ридско-планинската област што се простира во југозападниот дел на Македонија или поблиску одредено северно-западно од Пелагониската котлина околу горниот слив на река Црна река. Тоа е периферно подрачје на Пелагонија. Источната граница на оваа област поминува по планината Бушава, а западната под стратовите на Бигла, Лакенска и Илинска планина. На југоисточната страна е планината Древник. Територијата на регионот Демикисар зафаќа површина од 478 квадратни километри и се вбројува во средно големите региони во Република Македонија со просечна густина на населението од 21 жител на квадратен километар. Регионот Демикисар има значајна географска положба во југозападниот дел на Македонија. Асфалтните сообраќајни врски за Демикисар даваат убава можност да се посети ова живописно планинско подрачје. На територијата на Демирхисар живеат околу 10.000 жители во два урбани центра – градчето Сапотница и градот Демирхисар, кој воедно е и административен, односно општински центар, и 40 селски населби, меѓу кои и селото Слепче. Селото Слепче се наоѓа во Западна Македонија. Сместено е во источните падини на планина Илиница, разгранок на Бигла, на околу 700 метри надморска височина, окружено со дабова шума, недопрена природа и бистра вода. Пријатната клима и чистиот воздух се вистински можности за одмор од градскиот метеж. Селото Слепче сообраќајно е многу пристапно и се наоѓа на само 4 км од Демикисар, на околу 180 км од Скопје, на 30 км од Битола, на само 20 од општина Кривогаштани, на само 30 км од општина Долнени, на само 10 км од Крушево и точно 40 км од Прилеп. За ова село со право посетителите велат по две нешта е уникатно. По убавината на урбаниот карактер на ова сега сплотена со колоритната убавина која природата му ја дарила на овој крај и по едно од најголемите духовни и културно-просветителски македонски светилишта, манастирскиот комплекс Свети Јован Претеча, надалеку попознат како Демихисарскиот Слепченски манастир, чиј манастирски комплекс се смета за еден од најстарите и најзначајни македонски духовни светилишта. Демирхисар денеска е центарот на науката во Македонија, но и пошироко на балканските простори. Правото за јавно изрекување на една ваква констатација својот изворен произнес го пронаоѓа во славното историско минато на овој најмакедонски револуционерен предел, кој што е исклучително богат со многу познати, но и многу повеќе се уште непознати, неоткриени и научно непотврдени историски настани и личности. Затоа Демирхисар и неговите граѓани денеска воздишуваат со посебен пиетет и почит кон сите вас кои што со своите дела ќе дадете свој оригинален и што е особено значајно научен придонес во осветлувањето на дел од нашата богата културна традиција и непроценливо културно и историско наследство. Посебно ме израдува и охрабри фактот што во ваквата намера за отпочнување на потрага по историјата, длабочината и крошноста на националните, но и општо цивилизацијските корени, наидовме на институционална подршка и непосредна помош кај дел од македонските институции, но најмногу, најнепосредно, најискрено и најбеспоштедно кај дел од македонската и балканската научна јавност, кои во својот научен работен век се посветиле на научно откривање и верификација на нови историски факти за многовековната обстојба на еден од најзначајните македонски, словенски и сесловенски духовни, книжевни и уметнички центри, каков што е манастирот Свети Јован Крстител. За точното време на подигнување на црквата и основањето на манастирот не постојат прецизни податоци.
Во некои извори се спомнува дека манастирот е изграден во 1010 година, односно пред познатата битка помеѓу македонскиот цар Самоил и византискиот император Василий II, што се одиграла на Беласица во 1014 година и завршила со трагичното ослепување на Самоиловите војници. Ослепената војска по битката се задржала во местноста на денешното село Слепче, кое според овој историски настан и го добило и своето име. Науката претпоставува дека манастирот постоел пред 14 век, подпирајќи го своето мислење врз податокот дека 1393-94 година во него е препишан еден триот на црковно-словенски јазик. Но првпат конкретно манастирот се спомнува во 1543 година во едно писмо на протопопот Лука. Во манастирот се развила препишувачка школа, каде се препишувале богослужбени книги на црковно-словенски јазик. Јеромонахот Пахомије го препишал Минеот за месец јуни во 1547 година, а истата година јеромонахот Висарион од Евачко вршил препис на поученија на Кирил Јерусалимски на македонско-словенски јазик. Препишувањето продолжило и во 1546, 1549 и 1553 година. Значи, пред основањето на манастирот во 10 година, ово место постоела една црквичка која била подигната од 7 век. Таа била изградена за потребите на Охридската архиепископија. Во тоа време се смета дека со доаѓањето на народите од север, што биле тогаш не покрстени, не били християнизирани, ја намениле ова црквичка за таква, значи за нивна християнизација, но за тоа масовно крштевање. Тоа го знаеме по тоа што во овие куполи што зградата што е позади нас, внатре има значи две простори кои од 7 век е. Имало две простори кои што се вршиле служби и на средината имало големи базени низ целата таа просторија и таму значи многу маса на луѓе се крштевале во нив. Така од тоа време до 2010 година че се мисли дека само црквичка постоела. А потоа со титроста со донација на цар Самуил бил изграден воопште житие во манастир, кој што некаде постоел значи со таа негова слава како жив манастир некаде до 17 век. Во кога турците тогаш последен пат го имаат запалено, го уништено до темел. Од тоа, значи, од тие градби што биле од тоа време не е ништо сочувано со нова зграда што е од 7 век. И тоа само првиот дел, горен дел е реновиран, а другото се е уништено и запалено. За историјата на манастирот постојат извори што кажуваат дека Косара, ќерката на цар Самуил, му подарила на манастирот имот во Елбасан, Албанија. За време на турското робство, манастирот бил културно-просветен центар каде се подготвувале свештеници и учители на словенско-македонски јазик. Историјата го памети манастирот и како центар во кој постоела уметничка резварска школа. Оние дела што се оставени како клучни дела по однос на препишувачката школа на просторите на овој крај, во манастирот особено Свети Јован Слепче, тоа говори дека она што го имаме како подосежна култура и подоснежни постигнувања во сите тие гранки во науката, во писменоста, во литературата, па ако сакате во скриптериумот и особено во духовниот живот на овој простор овдека се благодарение на манастирот Свети Јован Слепче како духовен расадник, како духовно огниште, од каде што таа духовна зрачела и оставила длабоки корени и можност луѓето оттаму да се вдахнуваат и да се напојуваат со она што го створиле, со она што го создале.
за време на своето постоење тој бил 3 пати запален, а во 1675 година се земени сите негови драгоценности, оставајќи ги само кутијата со светите мошти и крстот, а во 1954 година изгорени се трпезаријата и магиарицата, а во 1972 година изгорела и десната страна на иконостасот. Денешната манастирска црква е изградена во 1862 година на местото каде претходно постоела старата голема и живоопишана црква. Од повеќето сочувани стари уметнички предмети со својата вредност се истакнуваат големиот крст со распнатниот Христос од 16 век, царските двери и певниците изработени во копаница. Посебно се интересни двете пронајдени врати, изработени во плитка резба со различни фигури и со мотивот плетенка представен на начин кој се сретнува во ракописи од 15 и 16 век. На црковниот иконостас постои голем чин, што го изработил монахот Калиник во 1607 година. Од 16 и 17 век потекнува старата живописена трапезарија, како и двете влезни врати, западната живопишана во 1637 и јужната во 1638 година. Минатата година беше одбележена 1000 годишнина од манастирот Свети Јован Крстител. 1000 години веќе не е прашање на историја, тоа е прашање на еден однос кон цивилизацијски состојби. Еден однос кој ни дава право од ова место да упатуваме универзални пораки. Ни дава право да го развиеме и научниот симпозиум и сите културни манифестации што ќе се одвиваат во рамките на наредните години културни лета, да се отвориме кон светот во истиот дух на универзализам кој владее и кој зрачел од просторот ни сите тие долги векови. Тука поминували случајни патници и наверници, насекаде се ширеле активностите на небарската школа, насекаде се патувале ракописите што излегувале од овој манастир и така натаму. Зошто денеска да биде поинаку? Ние сме еден народ кој мора да се гордее со својата историја, па дури понекогаш ја на некој начин омаловажуваме, така што пред почетокот на оваа сесија разговаравме малку на таа тема, дека ние повеќе внимание, да речеме, сме посветиле само на манастирите од 11-12 век, а манастирите од 18 или 19 век ни се како некоја обична работа со која нема што многу за тоа да раскажуваме и пренесуваме и истражуваме и така натаму. А кога патуваме во некоја западна земја, се чудиме кога некоја градба од 19 век е прогласена за значаен културно-историски спомен. Толку сме богати со таа наша национална историја. Сакам да ви кажам дека пред повеќе години работев на овој терен по своја иницијатива, заради своји афинитети. Многу ме интересираше, уште како кустос во музеот во Охрид, тоа што е создавано на овој простор, начело со Висарион, Димитар Кратовски и Охридскиот архиепископ Прохор. Тоа што имам да го кажам, го напишам во 2-3 текстови своји, тие се објавени. Кога сакате можете да ги преобјавите, користите. А за моите години сегашни доста е толку од мене, а вам им благодарам и потврдувам дека во секое време додека дишам, ќе дојдем кај вас. Во 1945 година книгите и тапиите на Слепченскиот манастир биле запалени, една по една на големиот оган запален среде манастирскиот двор.
но некои селани успеале скришно да сочуваат дел од тапиите пред налетот на приврзаниците на ново поставената власт, кои едновремено решиле да рачистат исто религијата и да посегнат по имотот на еден од најстарите и најбогати манастири во Македонија. Многу години подоцна, тие им ги предале спасените ктапии на своите деца и внуци со аманет еден ден да ги вратат кога на ова место повторно ќе има калуѓери. Тоа требало да го сторат само ако е задоволен еден услов. Новите монаси требало да се задржат подолго време од 3 години. Новите монаси требало да се задржат подолго од 3 години и за тоа време да направат нешто корисно за да го живнат запустениот манастир. Повеќе од половина век било тајна дека има сочувани тапии. Во манастирот од 1949 до 1951 година представувала игуменијата Селафила, а денес нејзиното вечно почивалиште се наоѓа во Кичевскиот манастир Света Богородица Пречиста. Со Твојата благодат, преблагословена, славна владичица наша Богородица и секогаш Дева Марија, со сите свети и самите себе, еден други си Ќе се вратам малку назад, кога јас бев предложен да бидам заменик архиерејски на Престанско-Плаванинската епархија, зборувам за 79-80 година од минатиот век. Ми беше кажано дека треба да бидам исто така произведен во чин игумен. И бев прашан од покојниот архиепископ Гаврил кој манастир би сакал да го изберам за да бидам игумен на некој си манастир во епархијата. А манастирот кој беше гледан од аспект како објекти беше на распаѓање. Сите скоро објекти во манастирот беа оние старите што се особено во распаѓање, но и покрај тоа јас го избрав тој манастир да бидам игумен. И моето игуменство се врзува пред се со манастирот Свети Јован Слепче. После тоа не застанав тука, сакав колку е можно повеќе да направиме нешто за таа светиња и за овој крај. Па одлучив да формирам ново наместништво, одземајќи еден дел од Битолското архиерейско наместништво и другиот дел од Прилепското, да се формира Крушевско и Михисарско наместништво, со тоа да го подигнеме духовниот печат на овој простор овдека, за да му дадеме навистина посебно значење на овој крај, Михисарскиот крај. Потомците на неколку фамилии од селото Слепче, чии имиња и денес се држат во целосна тајност пред 16 години, го исполнија аманетот што им го оставиле дедовците. Тапиите се вратени, бидејќи се исполнил поставениот услов. Пред 16 години, отец Серафим и монасите се вратиле во манастирот и со голем труд и работа не само што го живнаа, туку и од него направија вистинско духовно чудо. Многобројните истражувања и многобројните пишани и зачувани документи се сведоштво за богатата книжевно-просветителска дејност што се развила во манастирот во 11 и во 12 век. Тука се препишувале и преведувале богослужбени книги, а најпознатиот што бил со солидно богословско образование бил јеромонахот Висарион. Од своите ученици создал и нов книжевен кадар. Меѓутоа, ни својата историја, поради отсуството на човечка грижа и во различни историски периоди и околности, манастирот преживеал неколку огнени стихии и опустошувања. Значително се оштетени иконостасот и фрескоживописот, украден или исчезнат е дел од оригиналниот библиотечен фонд, а манастирската црква било целосно малтерисана. Известни артефакти од овој духовен споменик, меѓу кои големиот златен крст, влезната дрвена олтарна врата, како и познатата и ретка икона со чудотворната моќ од Игитрија,
се заштитени и се наоѓаат во македонските национални институции. Освен што со векови бил духовен центар, манастирот Слепче е нераздвоен дел од македонската историја. Се спомнува како место во кое редовно престојувале Никола Карев и Јордан Пиперката, а таму му било пресудено и на Кодошот од Прибилци, кој ја предал својата чета со 17 комити. Во еден период, кога немал монаси, манастирот имал леарница за оружје. Дека ова место имало бурна историја, сведочат и тајните тунели, тесните вртени скали, ходниците и собите што се кријат во старото запалено здание до манастирската црква, чии зидови се подебели и од 1,5 метар и чии куполи воопшто и не се гледаат надвор. Тајните премини и простории ги пронасле сегашните монаси, кои, кога ја расчистувале фурната, која веќе нема да се користи, сакале да видат што се крие зад многобројните интервенции на зидовите, правени во различни времиња. Внатре е влезот во скривницата, во визбата, од каде што имало и таен излез од манастирот, преку кој безбедно можело да се излезе во блиската шума. По неколку века овој пат е прекинат поради невнимание кога се пробивал сегашниот асфалтиран пат до манастирот. Слепченскиот манастир, како еден од духовно најразвиените центри, бил често ограбуван, пален и уништуван. Два пати, во 13-тиот и во 17-тиот век, бил комплексно запален од арнаутите и од турците, кои тогаш ги убиле и сите монаси. А и сега се гледа штетата од последниот пожар во 1917 година, кога поради невнимание од запалените свеќи настрадал дел од олтарот. Поради сето тоа, овде малку е останато од стариот автентичен фреско живопис и од надалеку познатата плитка слепченска резба, за која се вели дека е многу потешка и поделикатна, за која се смета за една од највредните и рамо до рамо со уште неколку во целиот регион. Освен фреските, над влезот во манастирскиот комплекс, кои се од постар датум, живописот во манастирската црква е од 19 век, во ликовно многу посиромашен стил, кој ги напуштил старите канони на православието. Поголемиот дел од автентичните вредности одамна не се во манастирот, старите двери се во Софија и во Белград, а вредните икони во Скопје. Поради тоа, монасите поминале обука за да изработуваат икони во автентичен стил и веќе имаат неколку готови, а славата на некогашниот книжевен и преведувачки центар во Слепче, чии ракописи со манастирскиот печат и денес се чуваат во Русија, полека се враќа со 21 издадена книга и 170 акатисти што ги подготви сестринството од соседниот манастир во Зурче, за кој надлежен духовник исто така е отец Серафим. Дојдете во Демихисарскиот регион, дојдете во селото Слепче, видете ја неговата убавина, но посетете го и манастирот Свети Јован Претеча, да се запознаете со духовната историја која што ова светилиште од неговото основање, а се до ден денешен и понатаму живее.